Богатство и ум, чита Александар Станојков. Си имаше еден човек 7 деца машки. Од 7 деца поголемото му беше многу късметлија и многу итро и работно. Кај да го пуштеше татко му, работа ќе му свршеше. Занаатот на човекот му беше рибарлак. Му се погодило еден ден да вати една риба многу убава и бајаѓи голема. Видувајќи им големото дете таа риба, го моли татка си да му ја даде нему, за тоа да ја продаде. Еве ќе ти ја давам, синко, му рекол татко му, ама од 10 гроши и подолу не ќе ја даваш. Пеки, татко, му рекло детето, јас ќе печалам да ја продавам 10 пати по 10, а не 10. Туку дај ми ја да ќе видиш дали не ќе ја продавам. На тоа згора му ја дал татко му рибата на детето и отишло тоа да ја продаа чаршија. Шетајќи со рибата на прс, мнозина што го стреќаале го прашале колку пари сака. Арно, ама тоа му велело колку што чини, толку да дајте. Од тој збор на детето што го велело, никој цена не му давал. За късметот на детето, ето му го првиот чорбаџија од градот настреќа и го видел со рибата на прст кај ја носит. Колку пари сакаш, бре момче, му рекол чорбаџијата, за таа риба? Колку што чини чорбаџи, одговорило детето. Толку дајни. Вие знаете, мошта Арнот и татко ми со овој занаат не рани 8-9 души. Кога ја видел таа риба чорбаџијата и кога му чул тие зборови, му се смилило срцето и го зеде по себе момчето, та го однесе дома и му дал 1 лира за рибата. Ај со здравие, момченце, му рекол, ој си, ако вати друга риба вакваа татко ти, право дома да ми ја донесеш и па ќе ти давам 1 лира. Отишло дома детето и му ја дало лирата на татка си. Кога видел татко му, се зачудил. Утрото пак ватил риби. Придрузите уште една такваа и пак му ја однесло детето на чорбаџијата. Му дал чорбаџијата пак 1 лира и откоја го поиспрашал за некои работи, го уценил, оти голема дарба имат во него и си рекол со мислата да му го сака на рибаро и да му го земи за да го посини. 3-4 риби му однесло детето и 3-4 лири му однесло на татка си. Арно, татко му не му верувал, оти му давал чорбаџијата за рибите, ами си мислил оти и кради од некаде. За да го увери татка си, детето го зело и го однесло кај чорбаџијата. Чорбаџијата му кажал оти тој му ги дал лирите за рибите и во истото време му рекол, јас му и давав, пријателе, лирите и му земав рибите. Дај ми го детео да си го посинам, оти нема машка челат. Арно да ти го давам, чорбаџи, му рекол рибарот. Туку ова дете една капа алта не ми чини, оти тоа ми е најголемо и најпрокопсано. Едно и чул тие збори и чорбаџијата и му ја грабнал капата од рибарот, та му ја наполнил со лири и му ја дал. Пусто злато, јудино железо, ја оставил милоста на детето и си грабнал алтаните. Ајрот да му го видиш, му рекол. Чорбаџи, седи ми со здравие, синко. Се свртел од кај сина си и уште му рекол, од сега вамо чорбаџијата ќе ти е татко. За послежен пат на тргнување пак му се нажалило и од која го избакнал си ошол дома. Од другиот ден чорбаџијата го промени детето со најубавите алишта и го пратил на даскал да си учи книга. Во брго време се научило и го зел чорбаџијата при себе, та го клал во трговијата негова да го учи. И во трговијата во брго време беше се научило и кога стигнало на 20 години, сета трговија беше ја зело в раце и отколку што имаше чорбаџијата стока, вудве и вутрија намножило. Се чудел чорбаџијата на итроста од момчето и на јунастото во печалењето стока со трговијата. Sejedno si velel sumo čorbađijata za da mu ja dajit ćerka mu za nevesta i da go stori domazet. A pak ćerka mu od čorbađijata, бидејќи бил татко е прв богат во градо и бидејќи син му на царо беше сакал, тамо е бил неизе умот и од ден на ден чекала татко е да ја сврши за него. По едно време чорбаđијата се поболи и од ден на ден полош се чинел.
Виде веќе оти ќе умри и собра големите трговци, та му препиша сета стока на момчето што беше го купил за една капа лири. И ќерка му ја сврши нему да ја земи тоа за невеста и да си седи на неговата стока и таа и тој. Од кога му преписа чорбаджијата на детето, по некој ден беше си умрел. Ќерка му од чорбаджијата, бидејќи била аџамија, не е било ќео да го земи момчето, чунки знаела оти беше го купил татко за една капа алтани, а пак син му од царот сакал да ја земи и тоа нешто и самиот цар го знаел. Од кога умрел богатио, му кажале на царо, оти си преписал сета стока на момчето и дури ќерката оставил клетва и збор да му се дајат на момчето за невеста. Тоа нешто ич не му дошло арно на царо и зел да мисли да крои како да му стори на момчето за да не го остави тоа да ја земи за невеста. Собрал еден ден мезличот и го викнал момчето при себе, та му рекол: "Слушај вамо ти, момче, ти сакаш да ја земиш од богатиот ќерка му? Еве син ми ја сакат. Сега јас ќе ти давам тебе 10.000 гроши и една ѓемија. Толку ќе му давам и на сина ми и ќе одите во некои друзи градови да печалите пари. Ќе работите токму 3 години и на 3 години кога ќе си дојдете, кој ќе донеси поеќе печалба, тој ќе земи од чорбаджијата ќерка му." На тоа нешто сио мезличи кладе да бидат шаити, за која ќе дојди син му од царот и момчето да шадитлајсуваат. Царот беше бил уверен оти син му ќе спечали поеќе стока од момчето и затоа така беше направил. По некој ден отишло момчето кај царо и му зело полојна пари отколку што му даваше царо и тргнеле по градиштата да прават трговија. Работиле, печалиле токму 3 години и спечалило момчето 6 ѓемии, а стока и пари, тоа веќе башка било. А син му од царо се што имал поарџил и изел и во борч влегол и до најпосле од глад ќе умрел. Најпосле виделот од глад ќе умрел и се главил при еден фурнаџа да продава буреци и симиди. За късметот од момчето беше го видело во еден град кај продава буреци и при се што беше очаблен во алиштата, во лицето како некој калајџија, па го познал и го повикал во една мејана кај што ќе ручал. "Кај си, вре, честити син му царо?" му рекол, "толкова време. Ами, лели ќе си ојме дома на 3 години од која ќе си покажеме печалбата, ќе ја земаме ќерку му од чорбаджијата." "Оди, момче, земи си ја. Оти јас изгубив сето што ми даде татко во тие пусти мејани кафеани и во тие пусти комари. Еве дојдов астрет за една корка леп и се главив во симиџи. Да ич јас си идам уште еднаш таму, со која лице ќе дојдам? Ти сам ме гледаш на кој алсу." На тие збори од царскиот син му се нажалило на момчето и му рекло: "Не бој се, бре, момче, јас дури сум жив, јас имам 6 ѓеми испечалени. 5 тебе ќе ти дам и едната за мене ќе ја држам и заедно дома ќе си ојме. Ете како чесен ќе си оиш дома и ќе речат сите, ашкол сум ти си тргнал гурбет и си спечалил. Ако ми го сториш тоа, добро пријателче," му рекол син му од царот, "брат да си ми и на овој век и на оној. Без друго, пријателе, ова ти го чинам, ама да не се пофалиш пред татката ти вистина си испечалил ѓемиите. Дај да ти удрам на буто еден мур и ела по мене." "Бре, и два мура удри ми, пријателе," му рекол син му од цар. "Само со чест да ме однесиш при татка ми." Од кога му удрило момчето еден мур на бутот, го курдисал, го наручал и го зел по себе, та му и теслимил 5 ѓеми и едната не му си ја сготвил за да тргнат за дома. При се што беа 5 ѓеми од царскиот син, пак не чинеа колку едната што ја имаше момчето, чунки беше накитена со скапи накити и уредби како за некој цар да патува во неа. Прати Јабер царскиот син на царот и сиди со 5 ѓеми дома, а син му од рибарот со една. Кога го зел тој Јабер царо се зарадувал, чунки син му излегал поарбо под момчето на богатио. Излегла војската, музики за да го пречекаат и го пречекале со голема чест. Во истиот ден си дошло и момчето со една ѓемија. При се што била една ѓемија од момчето, секој што ја видел неговата и од царскиот син 5, секој уценувал оти неговата чинала вудве пари, отколку 5 од царскиот син. Сам царот тоа нешто беше го видел
и тој беше го запнал сина си да си кажи кај беше и што спечели во 3 години. Што ти велаат стари, муздрак в торба не се крие, и момчето од царот се исповедало на татко си како пред духовник. Му кажало, оти сета стока што беше му ја дал најаве и уште толку што беше му пратил одскришем, сета беше ја испустил и за душа беше го донесло момчето и 5 ѓеми што и донесло сето од момчето. Кога чул царот тие збори од сина си, на големо чудо станал, аш колсун беше му рекол на момчето и на негојо ербаплак. Кога чу и се научи ќерка му од богатиот и пак тој ќе ја земит, а не син му од царот. Голема мака е паднало, арно ама истемес ќе го земела и го зела. Виде девојко ти, јас ќе те ќердосам, е рекол, а не царскиот син. Вечна му пропасна татка ми море момче што ме зеде надуши и препиша стоката, да јас немаше да земам како тебе момче купено за 1 капа лири. Кога и чу тие збори и момчето од младата невеста негоа, укруп на срцето му паднала и на час останало да си зело гемиите и си отишло во некој град. Ја курлисал работата со гемиите да се работи и наглавил неколцила капидани да работат со гемиите. Од кога ја курлиса работата и научи капиданите да ја знаат жената му, а тој отишол при некој голем трговец и се препреил на нем и се главил при трговецот само за лебо да го јади и да работи. Го пожелил трговецот дека бил нем. Работил при трговецот и печелел како за своја душа. Голем ќеф имал трговецот на него дека знаел да му брка работа при се што бил нем. Со денеска, со утре, поминаа многу дни и месеци и туку еден ден дошол еден од капиданите пред трговецот за да му ја продајат неговата стока. Кога го гледа стопана си измечер при трговецот и сторил здраво и живо. Арно ама, момчето немски му се одговарало со ишарет, ја не знаело да зборува. Кога ја видел трговецот и такво здраво и живо праели, капидано господар свој го нарекувал, го викнал при себе капиданот и го прашал за немиот слуга, од кај го познаа и оти му велел господар. Капиданот му раскажал работата од момчето и не е немо, ами знај да зборува и ед голем трговец и не е ихтизалија за да е слуга. Трговецот тоа нешто не му го верувал на капидано и ја однесло работата за да се обложит. До 24 сати му влет посакал капидано негов од момчето да седи со момчето во една одаја за да го разборува. Ако не го разборува, ќоле ќе му се сторил на трговецот капидано, а ако го разборува, да му го одајит, да си го земи и да си го однеси дома. На тој каул кандисал трговецо и му го дал немиот да го разборува во 24 сати. Седнале во една одаја и почнал капитано да го моли да го кандисува, за да проговори да си ода дома при невестата, оти го чекала и го жалала, а трговијата многу му напредувала. Арнома момчето се преправало на немо и никако не му прозборувало. Така молејќи го, дошле 24 сати и трговецо имал веќе право да го зароби. На тоа згоре капитано не можел да се противи, чунки збор требало да му биди и друго ништо. Се пресапил капидано со еден есап и напиша книгите му пратил на друзите капидани и на невестата му оти во Филјан град се наоѓа тој заробен со се господаро негов при тој трговец. Која изеле книгите, капиданите се зачудиле оти така да се стори неми капидано заробен при еден голем трговец. Станал еден од капиданите и отишол дури тамо да види каква е таа работа. Отивајќи таму се представил пред трговецот и го видел момчето да слугува наместо слуга и со ишарет да прода и да се разбира со сите што влегуваа во маазата. Се конуштисил и тој со тој капидан и ватил да го моли да го кандисуваат да си дојди дома. Оти невестата го чека и трговијата многу му напредувала. Момчето се преправало на немо и со ишарет му зборувало и му се смеало. На тоа згора му се молил капитано на трговеца да му даде и нему 24 сати ваде за да го прозборуват. Ти го предавам, пријателе, момчето, му рекол трговецот на капитано, ама ако не го прозборуваш, ќоле ќе те земам,
а па ако го прозборуваш, да си го земиш. Кандисал Капидано и се затвориле во една одаја двата, Капидано и момчето. Како го кандисувал, го молил за да проговори и да си одат дома, да си земи печалбата од џемиите што спечалиле и да си види другата стока што е оставил толку време без стопан. Бре, какви кажувачки и молби не му донесол Капидано, само и само да проговори. Арнама момчето си имало кроеш, што се преправало нему и слугувало, и од тоа не зборувало. Дошле 24 сати, и од која видел ти не могол да го разборува, се предал и тој на тргоецот за ќоле. Од која виде третиот Капиданот и двата не се вратија, станал и тој и отишол да види што е и како е. Од која виде тоа нешто, се вратил назад и е кажал на невестата му од момчето, оти момчето е не зборувало. На тоа згора се спремала таа и отишла дури тамо. Едно ја видело момчето, невестата си оти дојде, и тогај веќе кроежо што беше го имал му се свршил. Тогај му се исповедал на трговецот за ошто се преправал нем и за ошто се главил при него и сета работа уште од рибата што му ја продал на татка си е на невестата, а најпосле таа да му рече ти купен било татка за една капа алтани. Заради тој збор што му го рекла, му се молило момчето на трговецот да не му кажат на невестата оти знаел да зборуват и да се вати со облог. А ако го прозборува да си го земи, ама ако не го прозборува, неа пак да ја обесит. Тоа нешто му го одобрил трговецот и од кога му се представила пред трговецот невестата од момчето и му посакала да си го земит, за да се обиди да го прозборува, тој е рекол за да се обложат. А ако го прозборува, да си го земи, а па ако не го прозборува, неа да ја обеси. Со тој каул се ватија и ја го даде да го прозборува 36 сати. Како го молила, како го кандисувала, како го плакала, да не се чини кајл да ја обесат и друзи многу женски троштиње, арно ама за грешката што му рекла оти купен бил за една капа алтани, никако не наумувала. На тоа згора дошле 36 сати и поминале и се представила пред трговецот плачејќи да му се моли да не ја обесува, ами да му биди самата робинка. Тоа нешто тој не го приимал и ја потера за да ја однесит на вешало да ја бесит. Народ едно чудо се собра и сите ја жалаа дека ќе ја бесат за еден облог. Во готвењето ортомата да му ја најамчат, втасало момчето со капата полна со ореј и му се испраило пред трговецот, а му рекло: Господаре мој, за сичкото време што сум ти работил, ништо ак не ти сакам и еве ќе ти давам една капа полна со ореј да ми ја даиш или продаиш невестата со една капа ореј, чунки толку се достојни жените да се продаат за мажите, а пак мажите се достојни да се купат за една капа алтани. Кога и чу тие збори невестата од момчето, ја текна оти за тој збор што му го рекла тогај, ја донесол за на ортома да ја обесити со една капа ореј да ја откини. На тој збор од момчето трговецот ја зел капата со ореј и му ја предал невестата, велејќи му: Не ти ја давам и проштеа момче невестата си за работата што си ми ја работил у мене, ами ти ја давам за капа во ореј, чунки поеќе не чини. Сиот народ што чуја се насмеаја и си преговараа тие збори што и рекло момчето. Маж се купува со една капа алтани, а жена со една капа ореј. Си ја зело момчето невестата и капиданите и си ошло дома. Од тој саат веќе невестата го честела момчето и дури била жива не му проговорила тој збор на мажа никако, ниту па тој се е подбил шега од ја куртулисал од ортома за една капа ореј.